Август повторно ги собраи селениците во родните огништа. Во село Град, како по традиција првата недела по Илинден, редовно родното место го посетува и селеникот Маријан Маџовски, човек кој пред 7 години започна една убава традиција во селото, организирање на средба на која заедно со своите соселани се потсетуваат на минатите времиња. Тоа за мене и за моето село е еден голем ден. Ете ние пред 7 година поред и селеничка средба. Одлучивме со мои пријатели и другари што се наоѓаме во странство да го живееме малку селото, да направиме некоја весело малку. Исто така да биде една и наша средба на нас и селениците. Па и сите тие што се иселиле од село Град и да живеат во градот, на други места се враќаат за тој ден. Тоа е една голема прилика да се сретнеме тука, да се видиме, да се поздравиме и ете така, после 6 години, ова е како што реков пред малку седми пат, ми се падна кумството пак мене и на мојата фамилија. Јас го почнав тоа прв, значи бев прв кум, така се договоривме. Тоа е некоја, дали Божја волја, секоја година си беше нов кум, никој пат не се падна низ човек. Сега ете, после 7 години пак се паѓа на мене. За постарите жители на село Град, иселеничката средба е прекрасна можност сите заедно да се видат на сред село и да се потсетат на времињата кога селото било преполно со млади луѓе. Важното е многу убаво, нема ни соборе, ни свадби, не се женат. Те това кога се зберат младината, баре се изигра. Това е една убава работа, прекрасна работа. Е пензионерската. Мирно е. Чекаме пензија, заеме го живаме сите треба да слушаме. Млади има ли останали уште некои? Слабо млади. Маџовски на сите кои остануваат во село Град им препорачува да ја чуваат родната грудка, бидејќи заменувањето во странство за самите селеници е една тажна приказна. Не е за џабе речено дека каменот си лежи на своето место. Па јас мислам дека и лично овде има потреба и од работа, има се отвараат работни места. И не им препорачувам лично на луѓето да се да ја имаат таа желба за странство, дека не е толку лесно како што тоа тие го мислат. Инаку селеничките средби со општо народна веселба во Делчевско продолжуваат и во останатите населени места.